Направи го светот подобро место за живење и проектот по чија реализација на доброволна основа учествуваа околу 70 ученици од гимназијата Радиовчевски Корчаги на возраст од 15 до 17 години. Распределени во 10 тимови, добија задача да истражат одделна, актуелна проблематика од повеќе сфери од живењето и на инвентивен начин, преку дизајн на видеоигра, да предложат собствено решение за проблемот на избраната тема. Проектот се базира на методологијата на проект базирано учење, каде преку низа наставни и воннаставни активности, учениците се успособуваат да бидат не само пасивни конзуматори на информации, туку и да имаат критички пристап кон информациите. Креирањето игра, освен како мотивација за ангажирано учење на учениците, се користи како средство за поттикнување на креативноста, стекнување на мултидисциплинарни знаења, предловечување на знаењата за програмирање и зголемување на интересот на учениците за наука. Креирањето образовна игра е голема задача, која му овозможува на учениците да развијат широк спектар вештини. Пишување сценарио, правила за игра, скицирање или креирање на карактер. Наставните материјали беа споделени и достапни на учениците преку групата Kodu Project, која беше креирана за таа намена. Надвор од редовните часови беа организирани часови за програмирање во Microsoft Kodu Lab. Креирањето игра беше вистински предизвик за учениците. За време на часовите учениците учеа за ефективно пребарување информации, валидација на извори на информации, документирање и референцирање на извори на информации. Наставните материјали беа споделени и достапни на учениците преку групата Kodu Project, која беше креирана за таа намена. Надвор од редовните часови беа организирани часови за програмирање во Microsoft Kodu Lab. Креирањето игра беше вистински предизвик за учениците.
учениците учеа за ефективно пребарување информации, валидација на извори на информација, документирање и референцирање на на состаноци, креирање, уредување и споделување на заеднички документи на SkyDrive, учениците за прв пат имаа можност да споделуваат и изработуваат заеднички документи, да имаат онлайн поддршка од своите наставници и да учествуваат во групни разговори. Естет Ришо или прашање наставникот беше името на задржаниот термин за онлайн соработка